Добар ден. Минути за вести од културата. Во рамки на програмата за одбележување на 80 годишнината од кодификацијата на современиот македонски јазик, во Македонскиот културно-информативен центар во Белград се одржа настанот Македонската книжевност на европското звездено небо, на кој присуствуваа македонски писатели, лауреати Никола Маџиров и Петар Андоновски. Екипата на телевизија Алфа имаше чест да биде дел од овој настан. Со читање стихови од поезијата на Никола Маџиров и сегменти од романот Страф од варвари на Петар Андоновски во Македонскиот културно-информативен центар во Белград беше одбележан 5 мај, денот на македонскиот јазик. Од таа стандардизација, од тој момент на една силна и профетска државна јазична политика се изроди Македонија да биде еден момент прогласена и за република на поезијата, имајќи ги струшките вечери на поезијата, имајќи преводи на наши автори на сите можни светски јазици и вечерва имајќи во нашиот простор гости кои што се европски добитници на највисоки награди во книжевноста, а доаѓаат од Струмица и доаѓаат од Куманово, доаѓаат од подрачја кои што да не е нашиот стандарден македонски современ јазик, на дијалекти може би тешко би комуницирале меѓу нив, а денес комуницираат на десетици и десетици европски и светски познати јазици. На настанот македонските писатели Маџиров и Андоновски, кои се и лауреати на врвни европски книжевни награди, разговараа со своите колеги, писатели и преведувачи од Србија, со познатата српска поетеса Ана Ристовиќ, исто така лауреат на врвни европски книжевни награди, како и со Милена Илич, во моментов најактивен преведувач на делата од македонски на српски јазик. Авторите читаат делови од своите книжевни изданија на македонски јазик, а на српски јазик нивната книжевност ја интерпретираше актерот Александар Стоименовски. Почнавме како деца првин да пишуваме, уште пред подзидовите, уште пред да ја научиме азбуката. А сега мислам дека поважно е да се биде читател отколку пишувач и одговорноста да се чита пред читателите во Белград е уште поголема. Да се носи товарот, велат на еден мал јазик, меѓутоа ќе повторам она што многу поети и писатели од Исланд го кажуваат: не постои мал јазик, постојат само помалку луѓе што го зборуваат тој јазик. Јазикот ќе постои без адитивите политички или историски. А ние сме тука како чувари без оружје во раката. Книжевноста е силна преку својата кревкост. И мислам дека ова небо, насловено звездено, и покрај тоа што надвор облаците полека го покриваат, е идеално за да се направи нова светлина. Многу ми е драго што денот на македонскиот јазик, особено ваков значаен јубилеј, се одбележува и надвор од Македонија. Неизмерно ми е важно, бидејќи мислам дека поезијата е една специфична форма на интерпретација, дека мислите се кратки и многу длабоки. Проектот Македонската книжевност на европското звездено небо се одржа во рамки на програмата за одбележување на 80 годишнината од кодификацијата на современиот македонски јазик. Почнаа пробите за првата копродукцијска представа помеѓу членките од Регионалната унија на театри, што ќе се игра во Драмскиот театар во Скопје, по текст на Душан Јовановиќ, животот на провинцијските плейбои по Втората светска војна. Започнува процесот за представата во режија на хрватскиот режисер Иван Пеновиќ. Во копродукцијата учествуваат 4 театри: Драмски театар Скопје, Белградски драмски театар, Љубљански општински театар и Будва град театар. Се работи за копродукцијски проект кој што е зачнат во Регионалната унија на театри Рута. Копродуценти во проектот се членките на Рута, Драмскиот театар од Скопје, Белградскиот драмски театар, Белградско драмско позориште и Градскиот театар од Љубљана, местно гледалишće Љубљанско. И четвртиот копродуцент е Будва град театар, како
членка која што четврта учествува во овој проект. Авторскиот тим е текстот е на Душан Јовановиќ, режијата е на Иван Пеновиќ, сценографијата е на Лазе Трипков, костимографијата на Александар Ношпал, композитор на музиката ќе биде Владимир Пејковиќ, сценските движења Дамир Клеменич, а преводот на текстот на два јазика, од словенечки, на македонски и на српски, е Сонја Должан. Звездите на оваа продукција се актерите од Србија Марко Гверо, Иван Томич, од Словенија Нец Језерник и Јулита Кропец, од Црнагора Лазар Николич и од Драмскиот театар Маријан Наумов, Јована Спасич, Лазар Христов и Сонја Стамболџиоска. Со премиера на операта Риголето од Джузепе Верди, вчера во македонската опера и балет се отвори 53-тото издание на мајските оперски вечери. Богатата културна програма која ќе трае до 31 мај ќе биде збогатена со изведбите на Лебедово езеро, Набуко, Мадам Батерфлај, а затворањето традиционално е со операта Аида. 53 мајски оперски вечери, самата бројка, самите години кажуваат колку ни значи и не само на нас како куќа, и за државата нормално, за Република Македонија. Оваа година, кога ја креиравме програмата, се одлучивме за 6 представи во рамки на фестивалот. Нормално започнуваме на 9 мај со премиерна изведба на Риголето. Една комплетно нова екипа, костимографија, сценографија, значи публиката ќе има можност да ужива во ексклузивна представа. После Риголето, премиерната изведба на 15 веќе, ние безвременската балетска представа Лебедово езеро, гостин од диригент од Ерменија, имаме исто солисти гости од Украина. Понатаму ни следи на 19 Набуко, исто така со ексклузивни гости од странство и нашите домашни солисти, да не ги заборавам. На 23 ни е представата Мадам Батерфлај, на 27 ни е представата Турандот и завршуваме традиционално со грандиозната представа Аида на 31 мај. Тоа е се што ви подготвивме за денеска. Ви благодарам за вниманието.